Ана Чупе, Христина, Андрейчо, Фрле, Борјанчо, Сашко, Венко, и сите останати. Ти Николче посебно. Ти Николче, многу ти се убави еспадрилите, леле ко те видов на само вистина, брат. Викам, би можел да се заљубам само од тие еспадрили. Иако ја еспадрили не знам, еспадрилите ти се топ. Ти као бриселски дечко, па и не очекувам ништо друго од тебе. Него што ми беше муаветов? Пошто искачате и кажувате дека сте направиле многу голема работа со договорот со Бугарија, дипломатска победа, со Грција исто дипломатска победа. Сега ќе ви прочитам нешто. Драги мои фейсбуковци, сите пријатели, чујте го ова. Од ова по оригинал нема, што ќе ви го покажам. Ова е ракописот на Панко Брашнаров, иначе. Ова е неговиот говор на отварањето на заседанието на Асном Прохор Пчински 2 август 1944 година. Да видите сите вие, вклучувајќи ги сите членови од квислинишката СДС, какви ретардирани бевте, што прифативте да ве лажат и гласавте за промена на име, за договор со Бугарија, се сомневавте и во собствената историја на собствениот народ, во самобитноста на собствениот народ, во неговата автохтона свест, автентична самосвест, се сомневавте во све. Зошто? Затоа што немате појма за вашата историја и за тоа која е Македонија и каква била Македонија и каква била Македонија во замислите на сите оние кои што се бореле еден ден да имаме своја собствена самостојна суверена држава. Ова најмногу се однесува писмо на овие членови на предавничката Социјалдемократски сојуз, како и на оние во врхушката нејзина денешна и онаа од минатата гарнитура, да видат какви будали неопеани беа кога влегува во таа авантура промена на личниот опис и идентитет на собствениот народ, на собствената држава. Ова е говорот оригинален на Панко Брашнаров. Слушајте сега, па ќе прокоментираме на крај. Кој не го знае, сега ќе го чуе. Другарици, во оригинал го читам. Пошто за вас од СД само вакво прескање треба. Директ, со се јајца, другачи не разбирате. Мора вака човек да ви покаже, да ви нацрта. Идеме. Другарици и другари народни представители. Во овој момент, во ова историско место Свети Прохор Пчински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполна со радост и пред премнежините очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплускаат е целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам од пропаста на самиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Предавници од Социјалдемократски сојуз, Панко вели, сакајќи реките овие што ги наброја, да измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам од пропаста на самиловата држава, за да се роди денес нова македонска современа држава. 10 вековен срам. Значи македонците, Панко Брашнаров е роден нормално пред 1944 и го чувствувал, значи, овој 10 вековен срам робски. Што значи нашето сеќавање било малце подалеко од 1944, со оглед на тоа дека говоров му е 1944 на 2 август, да ве подсетам. Ако не знаете ви од СДС, кога е второто заседание на АСНО. Оти може и да не знаете на сите овие глупости што ги направивте. Идемо далje. Во овој момент прста на нашите покојници, многубројни народни херои, паднали и посеале коските си по цела Македонија, им стануе полека. И они во мир веќе гледат изгревот на нашата слобода. Гледат идеалната дружба на старите линденци, на Гоце Делчев и на денешните линденци. Младата борческа македонска војска
и поставените темели за оствареното на идеалот на две поколенија, на две епохи, слободна и обединета Македонија. Да ви појаснам квислинзи од СДС. Тука Панко Брашнаров повлекува црта на континуитет помеѓу идеалната дружба на старите илинденци, Гоце Делчев и компанија, и денешниве илинденци, партизанските единици на народно-ослободителната антифашистичка борба. Некаде во тоа време е формирана и првата официјална борбена единица во Македонија, баталјонот Мирчацев. И ова треба да го знаете, не мора, али као квислензи не е лошо да го знаете. И баталјонот се викал Мирчацев. По името на партизанот кој е зверски убиен од бугарските крвници фашисти 2 години претходно во Прилепскиот затвор или во не знам кај беше. Познати ви се деталите од мачењата, како бил мачен Мирчацев заедно со Страшо Пинџур, им се корнети ногти на живо тепани се потабани итн. Но да продолжиме. За говна смрдени као вас само вака. Во знак на почитане спрема падналите јунаци, ја ве поканувам да изразиме со 1 минут молчение нашата вечна бескрајна признателност, вечна слава на падналите херои за слободата на Македонија. Другари народни представители, јас Панко Брашнаров, жив сум сведател на два елиндени, 1903-1944. Во моите спомени се нижат безброј моменти за елинденската народна епопеја и Крушевската република. Бескрајни беа напорите на вооружениот македонски народ. Огромна беше желбата му за слобода. Борбата го дари со слободна Крушевска република, но разјарениот Башибозук и турската регуларна војска се нафрлија и го затрупаја оазисот на слободна Македонија, Крушевската република. Го потушија востанието и го стегнаја искрвавениот македонски народ во ново робство. Живототворниот извор на слободата не секна. Македонија е земја, робствата се менја, но борбата на македонскиот народ не престана. Квислинзи СДСМовски шоп засилени со нови стероидни инекции, со нови хормони од надвор, мислите дека ќе направите нешто поголем исчекор на овие локални избори и се надевате многу брзо да се вратите на власт. Ова ќе ви го повторам последново. Да го запамтите чисто кога ќе решите некогаш, што не верувам дека ќе дојдете опозиција, но вие доаѓате постојано во опозиција, други кои сте опозиција, доаѓате во опозиција да си го предадете народот, како што и сега примате инекции од странство, многу јаки. Вака вели, уште еднаш го ќе прочитам реченицава. Робствата вика се менија, но борбата на македонскиот народ не престана. Значи, свеста била далеко пред 1944. Робствата се менјавале, ама желбата да се ослободи не престанувала. Ова апропо со бугарите, кога ќе решите дека имаме заедничка историја и кога ќе решите да ги продајате илинденци, видите на итна, чисто вака информативно да се сетите на овој клип. Не е лошо клипов на Кристинче, Ана, Венко, Николче, Субајте, Спадрили, ова да им го пренесете клипов, да им го пратите овој на мобилен, чисто да го имаат као линк од ова моје обраќање. Знаат, чисто, нака. Не сумњам дека го знаат, куд му го знаат. Идемо дале. Кога сите поробени народи во Југославија се дигнаја против денешниот непријател на целото човештво, фашизмот, и македонскиот народ се нареди во таја борба. Опа. Значи, кога целиот напреден, слободумен свет се дигна против најголемиот пријател на човештвото во историјата, фашизмот, вика и македонскиот народ се нареди во таја борба. Го седе редот. И он малце да тепа фашисти. Со кого вие подпишувавте и ти, будало од Горњи Милановац, велеше дека имаме заедничка историја, сите му ги голтавте мрсулите и жабите што искача од неговата уста. Македонскиот народ, ослободителната револуционерна борба на македонците е со жиг втисната во секој нивни ген. Ние сме антифашисти. По ДНК.
затоа и не сакаат. Особено не денес, кога Европа се нацифизира. Европската Унија се нацифисира. Од ден на ден. Се повеќе и повеќе. Кога гледате тоа поднесувањето на некои нејзини членки, поранешни, нели, куродуватели на господинот Адолф Хитлер. Вика, македонскиот народ се нареди во таа борба. Тој во неја виде возможност да помогне општата борба на сите поробени народи и целото слободолюбиво човештво и да оствари свој вековен национален идеал. Значи, влегле партизаниве, сватиле дека ако бидат на таа страна, на страната на слободоумните народи и држави, дека можат на тој начин, ако победат, да го остварат својот вековен национален идеал. И ете, завршува во говорот Панко Брашнаров, и ете, како резултат на 3-годишна крвава борба, македонскиот народ е врза судбината своја со судбината на сите југословенски народи. Помогна со крв и борба да се дојди до нова братска, демократска и федеративна Југославија. А денеска, на вториот славен Илинден, последен Илинден во робска Македонија, ги става темелите на македонската држава во која се обедини и заживее нашиот народ онаков среќен живот каков го заслужува по своите претрпени робски маки и 5-вековни борби. Да е жива, вели учителот Панко, да е жива нашата мила македонска федерална држава. Да е жива федеративна демократска Југославија, заеднички покрив на братските јужнославијански народи. Панко Брашнаров. Прво заседание на АСНОМ, 2 август 1944. Сваќате, драги мои фейсбуковци, зашто веднаш овие лишки, змии отровници треба да бидат уапсени за велепредавство? Дали ја сваќате тежината на нивниот грев, кој е уште поголем затоа што се уште индоктринираат, се уште убедуваат преку медиуми, преку подкасти, јавниот простор го трујат со нивните тези дека направиле голема работа што си го дале газот на крокодилите од Европската Унија, на бирократските крокодили на Европската Унија и на оние балканските крокодили кои што не знам со што ги врбуваа и ги натераа да работат за нив. И работат се уште, у последно време тоа се повеќе се забележува, како се засилени нивните активности против власта на ВМРО, се обидуваат на најдолни начини да искомпрометираат, да издифамираат. А тоа зборува само за енергијата која што е вложена и нешто друго што е вложено во нив, за да ја дестабилизираат Македонија. Дали чувте квислинзи социјалдемократски? Дали чу Ана, Кристина, Вилипче, Николче, Врле, Мрле, Крле, Каја? Дали чувте негде Панко Брашнаров да употреби збор некој Бугарија, бугари, заедничко, историја, нешто така, нешто? Не знаеме кои сме, шо сме, не знаеме од кај сме. Збори за вековни идеали, некој 10-вековен срам збори, за 5-вековни робства збори, за македонска свест, за 2 Илиндени, континуитет, за вторите илинденци како успеале да осетат дека ако се стават на страната на антифашизмот, може да го остварат својот вековен идеал национална држава. Имам туку уште еден предавници копија, вика Декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Ова е таа декларација. Потписник, председател на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов. Датум 19 декември 1991 година. Вика, бараме да не признаат за независна суверена држава. Ама искрено,
Може така си помислил, не можел ни да си помисли Стојанов, не го помислил после. Која праќав подпишував оваа декларација, не можев ни да сонувам, ни на најлошиот кошмар, дека еден ден ќе се појават такви предавници што ќе решат да се посерат и на таа независност и на тој суверенитет. Па уште децата на црвената буржуазија да и се посерат, замислете, децата на досчерашните Артури и Линденци кои што граделе оваа држава, они се посраа. Зашо? Зашо беа научени само да имаат. Не може тие да немаат, не може тие да не бидат на власт, не може тие да оскудеваат за ништо. И која работа толку себични интереси, нормално е дека гзот има најмала цена, кога сакаа да продолжат да си живеат така како што им било возможено од мали да живеат, тогаш гзот нема цена. Гзот се напучуваш на првата карпа, и на карпа да те фаќа. Кој стиг. Ете, тоа е. Научивме ли една историска лекција предавници од СДС? Ова чисто следен пут кога ќе решите да се појавувате на телевизија да ви текне на говоров на Панко Брашнаров и да ви текне на кого се му се посравте. И да ви текне зашо пизмата, омразата кај македонскиот народ кон вас е неограничена, безгранична. И да сватите зашто ќе го јадете од сега па натака на сите можни избори. Јале биле локални, јале биле парламентарни. Вие, додека не се посипете со пепел, додека јавно не излезете кој бедни роднини на телевизија сите наредени зад Филипче, со главите доле и додека не клекнете и не му се извините на македонскиот народ за предавствата, вие, аир, нема да видите. Ако не од нас, од некој појак од нас. Тој архитектот што гледа одгоре све. Аир нема да видите. Па овие сегашниве ве осудиле или не ве осудиле? А боле ќе биде да ве уапсат и да ве осудат. Така да ја платите казната за вашето предавство. За рамнотежата на македонската држава повторно да почне да функционира, пак да се доведе во баланс, да има катарза. Театарски кажано на Македонија у моментов ВМРО ДПМН е, театарски ви објаснувам да сватите. На Македонија у моментов и треба катарза. Епифанија, просветлување, себе прочистување, сваќање во таа епифанија, во тој проблесок на умов, кај сме, шо направивме и шо треба да направиме за однапред. Сваќате зашто е битно тоа апсење на предавниците од Социјалдемократскиот сојуз, сите оние кои учествуваа во промената на името и во оној потпишување на оној договор со Бугарија. Мора да достигнеме точката на катарза. Тоа е театарски. За после тоа балансот, рамнотежата повторно да државата да се донесе во клацкалкава во рамнотежа. Тасов да бидат, сојве во рамнотежа да бидат. Многу е важно. Ќе видите од тука па натака како ќе тргнат многу позитивно работите за сите нас и за поединечно гледано и како држава и како народ гледано. Мора да разберете што ви кажувам. Како некоја, не знам, како некој со некој кабел да има приклучено за некој извор на мудрост, за овие предци наши, за Панкота Брашнаров, за тие пред него, пред Панкота, за, не знам, за Даме, за Јане, за Пере Тошев, за Ченто, за Кирков, Костадин Кирков, за овие сите што беа солунските атентатори, гемиджиите, како да сум со кабел некој поврзан, па и потака и да тој кабел од нас, таму, и до Александар Македонски. Се надевам дека некој психијатар од вас нема се дијагноза да ми постави, ама ме разбирате што сакам да кажам. Ајде, чао.